Ние ќе им ги пружиме доказите наши во пространствата вселенски, а и во нив самите, додека не им биде сосема јасно дека Куранот е вистина. А зар не е доволно тоа што Господарот твој за се известен Фусилет 41:53? Како што постои макрокосмосот, во нас самите постои микрокосмосот. Во овој цитат Аллах вели дека освен што ќе ни ги покаже чудата во вселенските пространства, тоа истото ќе го стори и во нас самите. Тоа се гледа од начинот на функционирање на телото, организмите и самите атомски честички. Најмалите честички, како и најголемите, функционираат во поредок кој е доста сличен и се подчинуваат на сили и закони кои Создателот ги поставил. Овие цитати од Куранот говорат за големината и важноста на човекот и за врската помеѓу макрокосмосот и микрокосмосот. Аллах укажува на сложеноста на секој систем, за важноста на секој организам и за устројството на кое почива сето создадено. Еден цел низ на цитати прекрасно го објаснува тоа создавање. А од знаменијата негови е и создавањето на небесата и на земјата, и различието на езиците ваши и на боите ваши. Ете, во тоа навистина има знаменија за учените. Ар-Рум 30:22. И Теоче е оној кој го започнува создавањето, а потоа го возобновува. Ова е најлесно за него, највисокиот пример и на небесата и на земјата е неговиот Теоче силен и мудар. Ар-Рум 30:27. Создавањето ваше и оживувањето ваше исто е како да се создаде и оживее еден човек. Аллах, навистина, слуша и згледа. Лукман 31:28. Создавањето и оживувањето на еден човек и една душа е исто како да си ги создал сите луѓе. Уништувањето и одземањето на еден невин човечки живот е како да си ги убил сите луѓе.